почитувани граѓани, почитувани медиуми. За речиси 4 години, градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ покажаа дека се само продолжена рака на нивниот патрон Христијан Мицковски. Наместо мерки и политики во служба на граѓаните, сведоци сме на нефункционални општини и коруптивни шеми. Општина Штип е само една од општините каде градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ по стапките на Мицковски ја претвараат локалната самоуправа во сервис за личен бизнис интерес, а не во сервис на граѓаните. Наместо извинување и отчет пред Штипјани, ВМРО ДПМНЕ без срам повторно го предлага Иван Јорданов за кандидат за градоначалник. Истиот тој градоначалник, кој 4 години ја води општината крајно недомакински, неспособно и коруптивно. Дали ВМРО ДПМНЕ мисли дека Штипјани се граѓани од втор ред и немаат право на достоинствен живот во сопственото родно место? Општината наместо развој доживува застој. Ветените проекти се само на хартија. Во услови кога трошоците за живот секојдневно растат, кога граѓаните едвари врзуваат крај со крај, градоначалникот Јорданов дополнително удира по джебот на граѓаните. Цената на водата порасна за 26%, канализацијата за 16%, сметот за цели 110%, данокот на промет за 33%. Зголемени се и цените за паркинг, такси превоз, надомест за градежно земјиште и имотен данок. Додека Штипјани мора да ја полнат локалната буџетска каса, општинската администрација ја тресат скандали. 18 милиони денари потрошени за нафта, што никој не знае каде и зашто завршила. Секретарката на општината гради дивоградби, а никој не презема одговорност. Се продаваат заштитени објекти како хотел Гарни по смешни цени. Општински имот, како магацини, простории, земјиште се распродадени без план и визија. Клиничкиот центар е претворен во огласна табла за партиски вработувања. Таму се и сопругата на Јорданов и братот на потпаролот на ВМРО ДПМНЕ и бивши директор на јавното предпријатие Стипјон. На сите овие скандали долг е списокот на неисполнети ветувања од програмата на Јорданов, кој е подолг од било кој реализиран проект. Во интерес на времето ќе наброиме неколку. Булевар Партизанска и обиколницата се уште се во тек. Градинки, детски центри, спортски сали, дом за стари лица, младински центар, атлетски стадион, картинг патека, гасификација, фотоволтаици, пречистителна станица и уште многу други проекти кои се само на хартија. Ни трага, ни глас, ниту од субвенции за велосипеди. Во овие скоро 4 години во Штип се реализираат само проекти кои се од личен бизнис интерес на партијата и градоначалникот. Како што е изградбата на фонтана со средства наменети за кровот на Штипската гимназија. Денес Штип е сообраќајно задушен, без паркинг простор, без семафори, на клучна крстосница, со депонија што гори секој ден и прекини на вода во летните периоди. Јавното предпријатие ИСАР тоне во долгови, а за прв пат по 40 години не се одбележа ниту денот на пожарникарите. Ова, почитувани, е резултатот на владењето на ВМРО ДПМНЕ во Штип. Скапа и лажна пропаганда, распродажба на ресурси, неисполнети ветувања и расипничко трошење на народните пари.
Граѓаните веќе ги препознаваат лошите политики на ДПМН. СДСМ нема да молчи пред враквото расипништво. Нашиот фокус е јасен. Враќање на достоинството на Штип. Штип заслужува повеќе и подобро. А тоа ќе го донесе само нова, одговорна и честна локална власт.